2, 1. Стефан Коцев, здраво. Здраво, Как здраво, сме? Мила. Одлично. Добре. Мило ми е, што сум гостин во твоето прекрасно студио. Хвала што дојде. Ти благодарам на поканата. Инаку, пред да започнеме, сакам да ти ја поздравам идејата. Благодарам. Ова е на вистина многу автентична идеја, подкаст, значи многу модерна пред се идеја и ми представува огромна чест да бидам дел од твоето студио и твој гостин. Хвала многу. Мене ми представува голема чест да дојдеш после толку напорен ден на работа. Значи, како што знаете, може некој дни ќе го гледам, а сега сме јануари, кажи го поточно февруари 2022 и малку сме така со бројките за ковид. Со тоа што у Штип секој втори позитивен, на државно ниво секој трети позитивен. Така да не знам, ти како доктор што ќе Обично, Милан, ако денот е напорен, не значи дека е лош ден. Сакам да кажам, има напорни денови кај што можеш да се наполниш со негативна енергија, ама има и напорни денови каде што можеш да се наполниш со позитивна енергија. Дека нешто си се работил. Да, и каде што имаш добра комуникација, еве пример во мојата професија, добра комуникација со пациенти. Ова е еден таков ден. Така што мислам дека е одличен избор денес да видам. Кажи малку нешто за тебе. Кој си, што си, од кај си, што работиш? Јас сум Стефан Коцев, роден во Штип, живеам во Штип, работам во Штип, основно училиште завршив во Штип, средно училиште завршив во Штип, факултет завршив во Штип. Прав штипјанец. Да, може да се каже. Дипломирав општа медицина на факултетот за медицински науки на Универзитетот Гоце Делчев, повторно во Штип. Горе-долу, тоа е мојот професионален и животен профил од аспект на тоа каде живеам и каде работам и каде сум учил. И мислам дека како за старт е... Јас мислам според мене дека си еден од така позначените наши млади доктори, млади лекари и млади доктори што ги имаме кај нас во Штип. Од им имаш оставено впечаток на некој амбициозен дечко, на амбициозна личност, што до некаде за своји години и за своје искуство има постигнато некаков успех и но уште поважно што мислам дека е од тоа е дека си на пат за уште поголем успех. Значи мене ме многу радува кога видам некои такви амбициозни, интелигентни луѓе во смисла дека луѓе што знаат што зборат. Ти имаш оставен впечаток на човек што знае што зборат. Значи не збора се што не иде или каже само за да биде слушнат или само за да се уклопи у некој разговор. Значи кога збориме претходно, мислам дека онака, значи дури кеф ми е кога зборам со некој кој што има наречем некаде знаење околу неговата област. И мислам дека сите треба да бидат толку да речем баш обседнати со својата струка ако сакаме да напредуваме напред како општество. Ти благодарам на комплиментите. Овој дел морав да ти го оставам на тебе, јас не можам така се представам. Морав да ти го оставам. Ти благодарам на комплиментите и ти реков уште во старт дека ми се допаѓа многу твојата идеја и да бидеш гостин во вакво студио, на ваков модерен начин на представување на работите, мислам дека е многу поголема чест отколку да учествуваш во формален или конвенционален медиум, така што ти благодарам и за поканата и за комплиментите и за почетокот на... Нема проблем, ја пак кажам моја чест да те имам. Јас тебе те знам, значи од пред неколку години, не знам точно пред колку години беше, имаше некој државен испит по медицина и беше циркулирал на твоето име или околу дали на Facebook и на Instagram и беше слушнал и од вамо там, значи ни Штип не е многу голем град. Дека си бил единствен од Штип, мислам дека и дали у државата, корекири ме ако сум грешка, што на државен испит по медицина или така, не знам како се вика точно, има единствен што има освоено 100 од 100 бода на тај испит. Не знам да не грешам тука дали си единствен или единствено историјата на таков некој што точно како е. Таа интересна приказна, предпоставувам дека тоа беше мојот, ако може така се каже, пробив.
тоа беше државен испит од втора спрема трета година Мгм. во студиите и беше услов да се положи за да поминеш од Така. втора во трета година и беше прв таков државен испит, бидејќи не имаме стручен државен испит на после завршувањето на студиите и после поминување на определен стаж од половина година полагаме стручен испит кој што ни овозможува добивање лиценца за да можеме понатаму да работиме. Се ова беше некоја идеја на тогашната влада 2016 година. Не знам дали идејата е од 2016, ама се спроведе за прв пат и за последен пат во 2016 година. Ако добро се сеќавам, имаше над 4000 прашања. Над колку? Над 4000 прашања кои што ги добивме Шо збориш? реално, значи ги добивме многу касно ги добивме прашањата. Само ги прекинувам за секунда. Ја нема толку прашања да поставам тука, да немам се многу секирам, ние ги содржаме 15 до 20, колку има време, значи. Да, имаше, ако не се лажам, беа над 4000. Над 4000 прашања од 12 или 13 различни предмети. Тоа се предклинички предмети. Предклинички значи пред клиника. И имавме многу, бидејќи беше за прв пат се спроведуваше идејата, веројатно не се спроведуваше најдобро Да. и најефикасно, ги добивме касно прашањата. И тука има една интересна, не знам, не е случка, може би повеќе би одело и како анекдота, Мгм. бидејќи беше кратко времето, а тука се организиравме тимски колеги како да ги учиме прашањата, бидејќи беше кратко времето, морав прашањата да ги, тоест не ги учевме ние прашањата, генерално тоа беа испити што веќе сме ги положили. Мгм. Ама сепак имаш Да. поминало време, значи мораш да се фокусираш. Значи работев со прашањата дури и во Грција. На плажа се случи. До тој степен стигна работата и искрено ми беше многу напорно. Ми беше тешко и ментално беше тешко и физички беше тешко, бидејќи сега на крајот се исплати. Реално беше голема сатисфакција, задоволство кога го постигнав резултатот, бидејќи значи единствен студент во државата што постигна 100 поени. Овде сметајќи ги и УГД и УКИМ и Така. Универзитетот во Тетово. Така. Не знам која точна бројка на студенти е во тој момент кои преоѓале од втора во трета година од студии, но претпоставам дека не е мала. Така. И Браво. несомнено, може звучи нескромно, но несомнено беше сериозен успех. Колку време траеше тај испит? Одлично прашање, бидејќи сакав да се надобрзаме во тој дел. Не се сеќавам колку траеше испитот, бидејќи јас завршив за 10 минути. Добивме завршив за 10 минути. 10, можеби меѓу 10 и 15 минути. Сериозно? Да не претерам. Сериозно? Да. Имавме од тие 4 над Зборам ја. од Ајде збори, јас не сум прилично на твоето ниво. Збори си, јас ќе те слушам тебе. Не се согласувам. Ја мислам дека си на многу високо ниво и млад интелектуалец што апсолутно може да парира него. Туку зборот ми беше од тие над 4000 прашања ние всушност имавме 56, ако не се лажам. Се немам размислувано скоро на оваа тема и затоа не сум можеби сум прецизен, Некој, да. ама плюс минус. Така. И 56 прашања од толку различни теми, јас успеав да ги одговорам за 10 минути и на крајот завршувам. Сега технички не знам како да завршам, нели има крај, заврши, кликни, ваму, таму. И го повикав контролорот, го прашав како да го завршам тестот и тој ме прашам дали си сигурен дека ќе го завршиш тестот сега. Ако кликнеш, знаеш дека е крај. Нема враќање назад. Викам,
Јас завршив. Само уште де факто завршив, уште де юле да завршам, само да кликнам и ми кажа завршив и сега не се сеќавам, мислам дека беше зелена боја. Кога ти се точни одговорите, Добро. така што јас не ги видов поените прво, јас не видов што се случи. Добро. Прво нешто што се случи, ја видов реакцијата на контролорот, кој беше Значи, у тај момент фрапиран во фактички си мал зелено екран, ти покажувал дека си мал као 100 од 100 бода. Да, и тој, ама мене прво нешто што ми остави впечаток беше неговата реакција. Значи, всушност у тај момент, кога се појавува зелен екран на тебе, ти испаѓа дека ти се 100 од 100 точни или дека си поминал или шо ти испаѓа? Дека претпоставам дека се 56 од 56 точни. Браво. Ама по впечатлива пак ќе кажам беше реакцијата на контролорот. Да. Бидејќи веројатно система сигурно натаму нема. и овде беше зачудувачки за целата комисија, бидејќи претпоставувам, ако не се лажам, дека бевме меѓу последните термини кои што полагавме. Тоа значи дека до тогаш се немало случајно, а не се случи ни потоа. Браво. Не се случи ни потоа и тука тоа беше реално беше голем успех и за Универзитетот Гоце Делчев, бидејќи кога ќе се погледнеа во целост резултатите, студентите на тој државен испит, студентите од Универзитетот Гоце Делчев има подобар успех од останатите. Браво. И јас како освојувач на максималните поени, Исто така тоа беше, претпоставувам, некој голем успех и за самиот универзитет. Да. Мислам, браво свака час за тоа и мислам дека тука некаде ти почнува кариерата или барем да дадете некој што ветро грб на твојата кариера или на твојата пасија. Значи тука е било некој момент кај што знаел си дека, нели, разбираш ги, не учил си ги ова, но се, ама кога миниш на таков некој дел, веќе ти е малку полесно натаму да нели посамоуверено тераш. Да, апсолутно, доаѓаш до сознание дека можеш. И тоа е многу битно. Доаѓаш до сознание. Само уште еден дел таму се сеќавам, малку заглавив на едно прашање. Колку 10 секунди? И се мислам, бидејќи знаев дека најголем дел 99% до тоа прашање се точни. Заглавив и се мислев дали да го размислувам прашањето. Почнав да мислам дали вреди да го размислувам. И дојдов до значи бев 50-50. И решив дека вреди да го одговорам точно, бидејќи имам шанси да освојам максимални поени. Значи тоа е исто така еден интересен момент кој што можеше многу да смени. Бидејќи ако не се 100, сепак не се 100. Треба да биеш самоуверен некој од своите акции. Да. Значи од тука претпоставувам, викам ти дојдала ти некоја самодоверба натаму и да, нели, у текот на твојата кариера како да речем како млад доктор да правиш некој извонреден, нели, како млад студент да речем на медицина, да правиш некои извонредни работи. Значи овај момент сакам да искористам приликата да спомнам за книгата што имаш напишано заедно со твој ментор или професор ќе дојде. Значи имате напишано книга на биотероризам и биолошки војни. Тоа се случува од прилика кое време за време твоите студии? Кога ја издаваме или кога решавате да пишувате книгата? Најпрво јас искрено оваа книга веројатно ја сметам за мој најголем успех досега. Може да дирам, нели? Да, апсолутно. Апсолутно оваа книга и поклон за тебе. Стварно? Да. Благодарам многу од срце. Можеш. Биотероризам и биолошки војни, Вело Марковски и Стефан Коцев. Да. Видечки како изгледа оваа книга. Професор доктор Вело Марковски и доктор Стефан Коцев. Браво. Јас имам малку, дали имаш и посвета напишано? Да. Благодарност за поддршката на еден млад интелектуалец со многу светла и напреднего, 3, 2, 22.
Па ти си легенда. Ти си легенда да е рак. Ќе ја прочиташ со убави Да, импресии јас после. малку имам работено во полема, да не зборам многу за тоа, сакам да те препуштам за... Ќе дојдеме и до тоа. Прво што сакав да кажам, нели, сметам дека најверојатно е мој најголем успех, бидејќи морам да кажам, и пред да се запишам на медицина, јас од секогаш ми било сон да бидам автор. Сварно? Да. Значи, авторска кариера е исто така мој предизвик, не само на полето на медицината. Имам намера, имам амбиции, имам и енергија да направам и авторска кариера. Браво. Да, со медицината времето е малку оскудно, ама ќе најдам време, нели? Здравје. Како решавате да пишувате книга баш на оваа тема? Ти му пристапи на доктора, на професора или? И тоа е една интересна ситуација. Започна пандемијата. Добро. Јас бев во последната година од студии, но веќе со положени сите испити. Добро. И следно нешто што требаше да направам е да спремам дипломски труд. Значи, ова е свежа книга од пост пандемијата. Не пост, туку за време. Да. Добро. Сега што се случи? Знаев дека бидејќи е пандемија, дека има многу актуелни теми поврзани со пандемијата, дека ќе биде од таа област, од областа на инфектологија, микробиологија. И бидејќи имав одлична комуникација со професорот, исто така сакам да се заблагодарам на професорот што ми даде можност да работам со него. Тој за време на пандемијата даде огромен придонес во Република Македонија со своите настапи. Дел од неговите настапи беа и како звучни и во регионот, така што огромна чест. Да, мислам дека на телевизија го имам гледам кој збори со некој интервју Вела Марковски. Да, особено неколку од нив беа многу се проширија. И во регионот, бидејќи имаше исклучително моќни тези, кои што се потврдија подоцна во најголем дел се потврдија. И јас пишувам прва книга во животот, се уште не бев дипломиран. Значи, кога дојде идејата, и таа книга пишувам со професор од областа што е реномиран. Браво. Мислам за и професорот значи да прифане да пишува книга со некој студент или свеж дипломиран или скоро дипломиран некој студент, значи се оставил некој впечаток. Значи тоа е како што реков, имавме одлична комуникација. Браво. И му пристапив за да одбереме тема за дипломски труд и најпрво одбравме друга тема. Темата беше примарни вирусни пневмонии, повторно поврзано со ова и доста интересна тема. Примарни вирусни пневмонии, подоцна ако имаме време во некој друг дел од разговорот, може и ќе спомнеме нешто. И само ден-два потоа, значи морам да признам идејата беше на професорот. Инаку биотероризам како испитно прашање го имаме во испитот по инфектологија. И јас го учев сериозно. Дури во микробиологија споменувавме некои елементи на биотероризам. И тука после ден-два, не се сеќавам точно, повторно искомунициравме и професорот дојде до идеја дека имаме добра тема за обработка, бидејќи оваа тема, морам да напоменам, во Македонија, па веројатно и во регионот, не е работена, речиси воопшто. Многу малку е работена. Специализирана. Многу малку работена тема. Значи, оваа тема не се третираше. Дури, нема да претерам, бидејќи ја многу ја истражував, ваква книга, комплетна. Значи, во оваа книга се опфатени речиси сите аспекти на темата. На биотероризам и биолошки војни. Од тоа што јас го истражував, а многу истражував, не постои на светско ниво книга која што ги опфаќа сите елементи. Стварно? Да, значи може звучи нескромно,
Не, ако тоа е реалност. Ама тоа е реалноста и ќе видиш, ќе се увериш кога да. ќе прочиташ, особено што имаш работено нешто Да. поврзано со оваа Имате тема. ли преведено и на англиски? Се уште не. Ама работите на тоа. Се уште не, ама имаме амбиција да биде. Предпоставувам дека остава, значи во некое дело, што викаш комплетно и специфично, остава простор да биете, како да речем, цитирани за време, може да дали за некои научни трудови, дали за некои статии или за било што, значи остава простор да бидете цитирани, нели, баш книгата со тоа специфично знаење што ги има. Апсолутно, особено што во книгата има некои многу автентични работи што во друга литература нема да можете да ги најдете. Кои области ги мислам кој прилика поглавија или некои интересни аспекти од книгата ги опишувате у книгата? Јас мислам дека е како да кажам, сметам дека е најважен дел, можеби. Делот каде што нудиме стратегија како да се справуваме во услови на биотерористички сценарии. Стварно? Да, и тоа има, мислам дека има некои механизми и стратегии кои што ги нудиме што не можете да ги сретнете во друга литература. Исто така, значи, како што реков, сега дури не можам да издвоам кој е некој нешто најмногу од тоа што опфаќаме навистина многу аспекти, во некој од поглавјата се задржуваме повеќе, таму каде што сметаме дека ќе биде поопштествено корисно, наједноставно кажем. И се некна по наме некој мовет и тука сакам да малку ко тоа да предискутираме. Значи, нели, збораме биолошки војни, напади со вируси, напади со токсини ово антерцопе. Тука збораме пример за некој биолошко оружје. Нели, збориме колку треба само да бие тај некој вирус креиран во лабораторија или било што, колку треба да бие специфичен од пример ако сакаш да нападнеш некоја држава со, да речем, со некој биолошко оружје у вид на вирус. Значи ти не можеш специфична држава, пример да речем сега сакаме да паднеме, што знам, Боливија, пример сега тоа. Сакаме да се Боливија ние, нестрги, извини, боливици. Она не е пријател, сакаме не со биолошко воз, значи многу ќе биде тешко некој да заражеш само боливици, значи или мислам ќе заражеш сите околу нив, ќе направиш проблем. Зборам една држава не е битно поголема или ако сака помал некој со пример со вирусни или со некои такви кажи го пример со некој таков вид на биолошко оружје, сигурно ќе се врне као бумеранг, пример. Нешто слично на короната, значи ја мислам дека тоа не може да биде таргетирано биолошко оружје, пример моментално пандемијата што дешава, пошто ни сите земји застапени и секаде ја има и на никој, не знам, на некој не му влијае добро. Тоа е начинот на кој што би требало да се спроведе некој биотерористичко сценарио, веројатно и најголем проблем за потенцијални биотерористи. И таму посветивме доста внимание. Значи, книгата започнува нормално, дефинираме што е биотероризам, биолошки војни. Имаме во почетокот многу лекции од минатото. Така. Дури и биотерористички настани, и биолошки војни. Кој е некоја биолошка војна, например, така, пошто јас не знам за многу што викаш биолошка. Види, делот има разлика помеѓу биотероризам и биолошка војна. Добро. Поентата ми беше дека, бидејќи не сакам премногу да навлегувам, за да не откривам многу детали од книгата, читателите треба да си ги откријат таму, затоа е нели и напишена. Поентата ми беше дека без разлика дали се работи за биотероризам или се работи за класична биолошка војна, што е многу поразлично од класичните и од конвенционалните војни, лекциите што треба ги извлечеме се горе-долу тие. Јас мислам дека бидејќи темата воопшто не е третирана ајде, кај нас во регионот, веројатно некои лекции не се извлечени. Значи никој не поработил, дури овде имаме како идеја во книгата биотероризам како испит, како цел испит да се појави на медицинскиот факултет, ако не се лажам, на
факултетот за безбедност веројатно имаат некој таков тип на испит. Мислам дека дури и светот, слободно може да се каже, значи ќе си дозволам луксус да кажам дека и светот ги нема научено лекциите нема извлечено поуки од некои претходни настани кои што воопшто не се биле масовни. Да. Значи биле локални жаришта, не мора да е биотероризам. Може да е природно жариште. Да. Имаме и такви примери. Значи природни жаришта што настанале и обично после сите нив, значи тоа е отприлика првиот дел, после сите нив доаѓаме до заклучок дека најчесто импликациите од самиот инфективен агенс, биолошка активна субстанција, како сакате ја наречете, се многу по значи импликациите што ќе предизвика во смисла на економски последици, психолошки последици, Така. се секогаш пострашни од тоа што се случило. Но и тоа е лекција или поука што треба да се извлечи, што ќе се случи ако не дај Боже имаме многу сериозен агенс во вакво некој сценарий. Добри, Не кој дај се Боже. се не мора да лаеш Италија, но нака само површно, кои се некои чекори што би требало како на национално ниво да се спроведат? Да се преземат. Ако во случај имаме некакво да речем некој вид на биолошки напад или нешто слично. Јас мислам дека еден од најголемите проблеми е поделбата помеѓу луѓето и не имаме опишено значи надминување. Во тој дел како да се надмине, стратегии, бидејќи сега тука особено важна улога имаат медиумите. Да. Значи ние треба да направиме сега не знам како да доловам дела да не кажам детали. Треба да направиме рестартирање во многу системи од општеството. Еве ја издвоив како клучен елемент надминувањето на поделбите помеѓу луѓето, бидејќи толку е лесно да се поделиме. Да. Тоа е, мислам, по секоја можна основа. Да. И тоа нели обично не поделија политика, медиуми, ама јас мислам дека ние самите се делиме. Дефинитивно. Ние самите се делиме во секоја можна ситуација и тоа е нешто што мора да се надмине. А доколку тоа не се надмине, ние така заради тоа и не ги учиме лекциите од минатото. Да, види, ти мислиш дека, еве да речем да некој пример сличен мовет, дека мислиш дека некоја мерка би имало пример совршена ефективност или се е логично или се е окей. Те пример у случај на пандемија спремаме, еве да речеме, спремаме вакцини, дистрибуираме вакцини, сите се вакцинираат, ствараме оно што викат, не знам македонски кој е термино, herd immunity, која нели голем дел од населението Колективен имунитет. Колективен имунитет ствараме и се е завршено. Гледаш дека у реалност, не зборам само за Кина, зборам и на глобално ниво, автоматски некој имаш подел помеѓу луѓето што се пример да речем класични антиваксери, скептици, нели подржувачи, не автоматски некаква поделба има секогаш имаме црно и бело. А ситуацијата за вакви, ако зборуваме на вакви теми, речи си никогаш не е црна или бела. Секогаш е сива. Секогаш е сива. Некој сиво. А поделбата е на основа на црна или бела, дури оние што се умерени не навлегуваат ниту во едниот екстремизам, ниту во другиот. Поради што е толку црно-бела сликата представена, не можат да дојдат до израз. И тука е проблемот и доколку така се продолжи, мислам дека нема да научиме ниту една лекција ни од пандемијата што сега ни се случи. Што можеме да научиме пример, мислам зашо не сме научиле лекции пример како од црната чума. Од последната пандемија што беше поголема или од некоја пред тоа имало, мислам или до 712 имало некој, 13 имало некој. Види, има примери, еве дури 1918 пандемијата со шпанскиот грип е добар пример, каде што има многу жртви и тоа млади. И колку помина 1918 и во историски контекст гледано и не е толку одамно. А ние немаме. Јас мислам дека ние сме апсолутно неспремни. Апсолутно неспремни. Или до 800. Така ли? Или 820. 1918. Или 18. Да. Добро, окей. Да. Значи не е ни важно.
Да. Нека и 1820. Најмалку е не е важно. толку голема разлика. Да, во историски контекст Во гледано, историски то контекст. не е нешто толку многу одамна за да бидеш толку неспремен на природни жаришта, Така. природна појава на инфективни агенси кои што може да го парализираат и определен регион, и локално, и цел свет. На светско ниво. И мислам дека сме апсолутно неподготвени, не само ние, зборувам на светско ниво, и тоа се покаже. Да. Тоа се покаже. Па, ако гледаме во процент ако ги гледаме процентите на смртност, нели варираат, има осцилации од земја до земја, тоа иако е 0,5 до 3 изгледа дека не е многу, тоа кога ќе се стави во контекст на наука е голема разлика. Значи тие осцилации иако се случуваат, сепак сметам дека не дај Боже, значи ако дојде ситуација на некој посериозен агенс, ние сме готови. И заради тоа сметам дека книгата е многу општествено корисна. Сметам дека треба да ја прочита секој. Ако ништо друго многу е интересна како книга, знаеш, биотероризам, биолошки војни, и да не си у медицината, интересно звучи, знаеш. Па малку Холивуд ни го напопано с толку тоа ми е зборот. Да, Contagion, ово, знаеш, некои или оние некои стратегиските игри тука со нуклеарки, со биолошки оружја, со се такви. Ако ништо друго, барем интересно и убаво е луѓето да се едуцират. А и ако имаме многу поголема стапка, пример на едуцираност у самото население, на самото општество, мислам дека и многу полесно би се справувале и со пандемија, и со други болести, и со апсолутно. Пример, ако престанеме да одеме на речем бајачки за некои работи за кои што треба да се отиде на лекар или слични такви некои работи. Да, значи затоа токму заради тоа и сметам дека книгата треба да ја прочита секој граѓанин. Се обидовме максимално да ја прилагодиме и лаици да можат да ја сватат. Да, има делови каде што е малку специализирано. Е специфично, но сепак главната поента може да ја свати секој човек. Да. Може да ја свати секој човек, ама ова и од друга страна ова е книга што мора да искористи и системот. Имате пишувано за пример за биотероризам, зборам за биолошки напади со токсини, некои пример како некои атентати Да. последните 2 години. Да, имаме Јас пишувано. на мене ми доаѓаат 3 на ум што ми се некако најонакабитни. Едениот, мислам дека ова е најискорашен, беше нападот на дали беше на брато или на брачедо на Ким Џонг Ун, на Ким Џонг Ил што е сега. За Далеко тој настан немаме пишувано. Мене ми текнува, че тај мислам дека сам не ми текнува. Дали мислам дека VX беа кажи го VX некој токсин беа употребувале тие двете, па демек наводно глумеле дека дека некој додел, ај во испрските му човек улицата, демек за некоја камера маме нешто. Тоа ми е едениот. Другиот е тај рускиот дупол агент што у Англија, у Салисбури што го беа отровиле. Таму мислам дека Сарин беше употребуван. Сарин е употребуван во неколку наврати. И како прашање го третираме во книгата и како пример. Трето што ми текнува е тај кај што беше Тодор Живков, кај што беше го нарачал наводно убиството на еден кој беше, имаше еден бугарин, беше во Лондон. Мислам дека беше у Лондон со чадор. Со чадор, Да. Рицин. Да, беше да, тој. да, Рицин особено го третираме како прашање. Како форма на некоја мала метална топка ли беше, била инјектирана у пациентот. Мислам дека беше настанот во Лондон, да. Да, мислам дека беше во Англија нешто така, ама не знам беше. Против некој новинар ли беше или некој автор или нешто. Човекот е категоризиран како бугарски комунист, ако не се лажам. Така е категоризиран, сега не знам дали е така. Како тие што дефектират нешто баш така. Да. Не знам, сега тие се трите некои што ми доваѓаат на ум. Да, ама тоа се има и други примери. Со Рицин има и други примери и имаме пишувано. Па дури мислам дека
сега не се сеќавам точно кога беше, ама и дури Доналд Трамп мислам дека имаше обид за напад. Стварно? На Доналд Трамп со Рицин. Истото му се има случајно и на предходниот пред него, значи председател на Соединените американски држави, на Барак Обама. Стварно? Да. Така што Рицин не би сакал да откривам детали, значи во книгата ќе прочитате многу интересни работи за Рицин. Да. И настани и во тој дел обработуваме многу настани со детали. Значи како точно се случувало сценариото, зошто со детали, за да се извлечат најважните поенти како заклучоци, што се последиците Така. и како се развива. Сега бидејќи може многу еве и тоа е тема, и тоа многу сериозна тема во книгата, каде што ги обработуваме потенцијалните инфективни агенси, токсини, и други биолошки активни супстанции. Значи ние ги како да кажем, ги категоризираме по веројатност, по потенцијалност за нивно искористување, значи во иднина. И таму каде што сметаме дека постои поголема можност да бидат употребени, посветуваме повеќе внимание. Или ако е некој поопасен агенс, објаснуваме зошто е така, објаснуваме сценарија можни, Така. или веќе ако се случили. На светско ниво, знаеш ли кој е така некоја попозната, да речем, некој или поскорашна некоја биолошка војна за која што се е дешавала, за која што знаеме или може да знаеме? Пример, дали класично војување држава со држава или такво нешто во современата историја и да имало не постои, како во смисол не било дефинирано како такво нешто. Се било. Сега сенки на такво нешто, Може повторно да ќе кажам, можете да препознаете во книгата, иако значи не постои нешто дефинирано како такво. Мислиш дека дали мислиш дека моментално што е коронавирусот шире некој вид на некој биолошко оружје, или мислиш дека е природно настенат со природна варијација, или мислиш дека на некој му се испуштил некој сап таму во ухо, нешто паднало му, скршило му се некоја тегличка, па не кажуваат, и избегала од контрола и од самата природа не можеме да го спречиме. Што е твојата теорија? Сега повторно ќе извлечам еден дел од книгата, значи во делот од стратегиите со справување при такви немили настани е редефинирање на информатичкиот систем, или на делот на информатичкиот дел од системот. Овде сега не знам дали најточно го дефинирам како информатички. Овде влегуваат веројатно социјалните мрежи. Така. Значи дезинформациите прават таква поплава што не можете, особено ова се многу, значи многу е тешко вие да кажете дали некој вирус е природно се појавил или претрпел некакви модификации во лабораторија. Ако претходно е коронавирус, алфа коронавирус, се познат така. Дори нели SARS 1 2003. Трета. Да, 2002-3. Значи не може да се каже тоа. Не едноставно, особено кога е вака и поделено и поплавено со дезинформации општеството, едноставно би било многу неблагодарно да се тврди било што на таа тема. Официјалниот став е дека е така. Нели, на светско ниво официјалниот став е дека е природно настанато жариште, кое што не е жариште во Кина веќе, туку е глобално распространето и токму тоа е, реков, една од главните стратегии што мора да се спроведе доколку сакаме да спречиме. Гледате каква штета. Значи не зборам само за дезинформација од едниот крај на екстремизмот или од едниот екстремизам. Значи дезинформација од целиот спектар, буквално. Така што би било неблагодарно. Не можам да тврдам, значи
Сега, може би низ книгата, може да добиете некакви насоки на размислување, доколку внимателно читате, сигурно ќе добиете некакви насоки на размислување. Така што и тој дел ќе го оставам да читателите да... Мене, знаеш, што ми беше многу интересно. Уште кога почна во самиот, кажи го, нели, самата пандемија и се, и нормално, нели, природно потекнато ово, тога не се збора лаборатории, ни ништо, ни генетски лаборатории, ни ништо, околу тоа. И беше размислувано, беше многу интересно, нели, коронавирус имаме секоја година, како грипови, како, нели, SARS сме имали. Алфа коронавируси, настинка горно респираторни инфекции. Значи тоа е многу често, значи и тоа не е само кај нас, тоа е низ цел свет. Мислам и толку многу вариации, толку многу пример кога се мешат луѓе, пример кога одат од студенти у некој универзитет, у некој европски пример универзитет или било кај, одат од сите, кажи го, од сите држави, пример кај мене на факултетот, кога одевме, пример, имаше луѓе и пример и од цела Европа, имаше зборам од Германија, од Франција, од Италија, од Кина имаше луѓе, од Англија, од Америка, од секаде, и сега сите си носат пример некоја варијанта од своја сој на грип, пример, тие што се настинати. И сега што настанува тука? Пример, може ја и ти малку ќе се разболиме или нема да се разболиме ваа година, пошто некаде горе доле тука сме, кажи го, тај штип, тука со тие луѓе се движиме, ама кога дојде некој пример од Германија или со некоја настинка од Англија, малку е поразлично, малку на различен начин, у различен пул, пример, варира. И сега кога соберат сите студенти у еден голем аудиториум и сите кашлат и сите си ги разменуваат фактички варијантите, и тај беше познат како Freshers Flu, значи првите двете недели од септември, сите кашлат, сите беа болни, додека не си понавикнат на самите гаџи, на самите настинки, и после беше окей, сите има имунитет. Збора ми беше, многу ми беше интересно како, нели, има толку многу голем број на вариации со секоја, нели, со секоја сезона имаш различна варијанта. Мутација. И сега на толку многу мутации те се направени на молекуларно ниво, значи некоја аминокиселина се смене некаде, мала промена му некаде, некоја секвенца се смене, небитно кој дали некој дали делеција, мутација, било шо. И сега фактички тоа е на молекуларно ниво. И сега некаде, еднаш кои сите тие милиарди, да речеме, размножувања што се дешават, нешто се погодило, така се наредили коцки, или според теоријата, време на веројатност, така се е погодило да таа една варијанта има и да биде доволно силна и да издржи, и да биде доволно пренослива, и да има доволно ниска смртност, за да може да се прошири низ цел свет. Значи да има многу висока трансмисабилност, многу да биде силна, во смисла да не биде толку лесно уништена од нашиот имун систем, и да има многу голема што кажат трансмисабилност. Да, тоа ли беше третото? Зборим беше како вирус, примити да си вирус, не кеш да го убиваш многу брзо самиот домакин. Ти нели погледаме некна графика на колку смртливост и трансмисабилност, и еболата беше со мала трансмисабилност, а со голема стапка на морталитет. Значи многу брзо го убиваш домакино и нема простор да го, значи некако зборим беше дека на малку нешто, некоја молекула, нешто се има удрено некаде, на некој минимално ниво, има предизвикана мутација и сега си треба дома да работиме. Свегаш. Треба дома да се. Тоа е во овој случај за жал, нели? Во овој случај е за жал, ама тоа е природата. Да. Тоа е природата и многу е, мислам дека извини, се ги прекинам само на секунда. Зборим беше дека ако нели сега популарна, да речем, теоријата дека излавало од лабораторија или се, пред 100 години, пред 200 години, пред 30 години имало ли лаборатории што се занимаваат со такви, значи нешто такво, нешто слично се е десило, па да има некоја пандемија на светско ниво или на европско ниво. Значи не може може и природата да направи такви настани, да предизвика, може, значи може тоа да се види во книгата, ние објаснуваме и начини како можете вие некои агенции постоечки да ги направите поопасни. Значи буквално тоа е научно докажано. Значи ова е книга што се базира исклучиво на наука. Така. Значи можете да ги видите и изворите кои што се користени. Значи ова е наука и овде нема лага.
Значи тоа е нешто што се потврдило. Така што може да се, значи ќе видите низ многу интересни и многу креативни начини има како можете да спакувате некој агенс, има опции да го спакувате во некој поопасен, да го сместите во помалку опасен и преку него да го вметнете, да го искористите овој како тројански коњ. Дали преку бактерии или преку нешто беше ти спомнал? Да, може, да, постои начин да правите прикриени вируси. Значи можете да го вметнете, значи некоја бактерија да ја искористите како тројански коњ. Така. И потоа, значи тоа ќе помине незабележливо секако. Да. Сега има проблеми, не е толку едноставно. Ќе видите кога ќе читате, ќе видите дека ќе ви изгледа многу едноставно и вака ќе се направи готово, значи не е едноставно и самиот ти кажа, значи најсилно оружје на потенцијални биотерористи би им било да направат или да искористат некој постоечки модифициран агенс, кој што ќе има не мора да е долг, средно долг период на инкубација, каде што нема да се појавуваат, нема да се манифестира клиничката слика, односно симптомите на болеста што тој агенс би ја предизвикувал. И во тој период додека трае, значи инкубацијата, може некој од луѓето што бил во контакт од Канада после неколку дена да се најде на Балканот. Така. Значи и сега, значи тоа е многу важен, би бил многу важен елемент за потенцијални биотерористи, што не е едноставно се направи. Ние опишуваме и начини како, значи што тие пракса од минатото или размислувања на некои научници, значи што е се потребно за да изведат идеален. Иако мислам дека идеален биотерористички напад и не постои. Така. Мислам дека и не има постои. некоја опасност од тоа да се врне како бумеранг. Апсолутно. Ако не е убаво направено или Да. и мислам дека и од тај аспект никој не се не осмелува да прави некој голем некој такво ниво биолошки напади, нели? Јас се надевам дека нема да се осмели. Се надевам дека нема да се осмели, Да се бидејќи постојат и така, бидејќи ние во книгата обработуваме и можни идни сценарии. Значи ги имаме обработено сите агенси што можат да се употребат за тие што знаат. Така. Значи, Иако имаме напоменато дека може и да се креираат и нови Така. од веќе постоечки или некаков хибрид. И зборот ми беше дека тоа е исто едно од многу интересните поглавја каде што опишуваме можни идни сценарии. Што доколку некој од нив некој се осмели да ги направи, може да значат крај за цивилизацијата. Тука и ќе го тргнеме Стојанчо Ангелов за управување за кредит и да ставиме тебе привремено. И ако имаш нешто кажеш, ја не знам, еве ти подкаст еден саат, еве ти книга, еве читај, гледај, значи ти си задушен, еве ти го вело, може да ти помага доктор Марковски. околу целото тоа, значи знаеме на кој да звониме ако има некој биолошки напад. Јас знам на кој да звонам. Кај треба да одам, што треба да земам, што треба да направам, кај да одам, дали тука е сигурно, вам ли е сигурно. Види, за Стојанчо Ангелов не знам, ама шегата на страна мора Македонија да не само Македонија, тоа е задача на цел свет, значи мора да се позанимава со оваа тема многу посериозно. Значи, вие замислете, можеби беше поттик актуелните случаи, можеби беа поттик за да се напише книгата, за да се предупреди од ако го земе официјалниот став дека ова е природно настаната пандемија, дека излегло од контрола, значи жариштето од Кина, нели прво започна во Кина, резервоар на вирусот се лилјаци. Го земаме официјалниот став, жариштето потоа се шири на глобално ниво. Значи замислете ние да бевме спремни. А зошто не гледам зошто не би биле. Значи ако со шпанскиот грип
повторно се работи за респираторна инфекција. Да. Значи, не е ни толку, како да кажам, атипична ситуација. Значи, е нешто што пред 100 години Да. Да. постоело баш како респираторна инфекција. Некоја фреквенција да не секој 100 години да се Може би, како и да е, значи во тој период доколку сме ја третирали сериозно темата, јас мислам дека доколку бевме подготвени на вакво нешто, сега не можеш ти да предвидиш каков точно ќе биде вирусот и што ќе предизвикува, колкава смртност ќе има или слично, ама барем во делот со мерките за социјален живот, така. Околу епидемиолошки мерки, во тој дел, доколку сте подготвени, јас мислам дека во секој случај ќе имате подобри резултати отколку да сте неподготвени. Така. И ова е, мислам, сериозна опомена од пак ќе кажам, ако го земеме нели официјалниот став, од природата, дека ви замислите да имате агент со 50% смртност. Или 70% смртност. Еболата со колка смртност беше? Може да варира, бидејќи дури има извештаи каде што има и 90, некаде и до 90% смртност. Што, значи, пак ќе кажам, може да има осцилација, ама еве вариола 30 до 40% вариола мајор. Тоа е еден тип на вирус. Има и вариола минор со помала стапка на смртност. Вариола мајор може да оди 30 до 40%. И тој дел го сериозно обработуваме во книгата. Така што ова мора да биде, мора да биде опомена, што ќе ја сватиме сериозно и препорачувам секој да ја прочита книгата, и лаици, но и делот од системот што треба да се занимава со еве во иднина да се изгради тим што ќе работи на тоа. Така. Зошто пак да се подценуваме уште во старт? Можеби во иднина и во Македонија може да има сериозен тим кој што може пак ќе кажам, не дај Боже, во некои такви потенцијални немили сценарија да спроведе биоодбрана. Бидејќи има и механизми на биоодбрана. Да, ние опишуваме како можете некои агенции да ги направите поопасни, но имаме и механизми, опишуваме механизми на биоодбрана, како можете да се одбраните. Така. Што значи доколку имате сериозна експертиза во тој дел, секако да ќе поминете полесно. Така. Во секој случај мислам дека треба поголем дел да луѓето да прочитат некаква книга и за нивна едуцираност, а посебно и за степно сериозно што го збориште. Сега во го зборевме пред 2 години. Ќе те смета аз некој лудак. Може би. Рече, сега шо е вај Стефан? Шо сега тука дојдел? Шо збора сега биотерористички војни, биотерористички напади, вируси, кои трето, пето. Од каде до каде? Ќе кажеш за шпански грип, тоа беше пред 100 години, трето, пето. Сега малку не е толку многу, знаеш, човечката природа е, за жал, такви сме, брзо забораваме некои работи и во колективна меморија, веројатно индивидуално. Баш така. Баш. И да, се согласувам, веројатно ќе било многу чудно. Тука околу нашата стратегија, пример со менеджирањето со COVID. Според мене, мислам дека некои имаме направено грешки околу самата, да речем, маркетинг кампања на вакцинацијата што ја беме направиле. Не дека ние сме некоја многу моќна држава и моравме да чекаме пример на Русија, моравме да чекаме на некои други држави да ни дадат или да ни продадат некои вакцини. Според мене малку има направено некаде грешка у самата маркетинг кампања, дали повеќе требало да се едуцират луѓето, дали повеќе. Оно беше добро, нели, каже го, министр излаваше секој ден, информираше за она. Мислам дека не само за вакцината, туку самата едукација на луѓето дека самото тоа што може да излезат, да трчат, да водат здрав живот, да пијат витамин С, да малку поздраво да се исхрануват, многу подобро и малку да водат подобар живот, поздрав начин на живот, и подобрува шансите за, кажи го, за нели да се остават последици од корона. Мислам дека тука не
не ги свана некако луѓето доволно сериозно тие некои препораки или не доволно беа, кажи го, тие препораки изнесени, па многу луѓе испанаа дека загазија, да речем, со овај вирус. Според тебе што мислиш ти, што можело да направиме плюс или што би било ако би било примерно може да се врнеме две години уназад? Прво нешто што требаше да се направи во почетокот, мислам дека требаше буквално се да се остави на науката. Така. А мислам дека не се направи тоа и тоа не е само во Македонија. No. Мислам дека беа игнорирани голем број на експерти, веројатно насекаде. Зошто не знам. Само знам дека каде што ќе се замеша политиката, а не може да понуди, едноставно не може да понуди решенија соодветни. Мислам дека резултатите во секој случај би биле полоши од оние што би ги понудила науката. Мислам дека малку се заборави на науката. А науката е таква каква што е, значи тоа е. Науката покажала во врска со респираторни инфекции, има искуство од претходно, го покажала тоа што го покажала. Не можете да си играте со тој дел. Не можете да си, значи мораше да се остави уште во старт едноставно. Како и да се вика тоа, комисија, тело, орган, ги собираш сите експерти од областа, инфектолози, микробиолози, сега го кажам сите, не мислам сите, буквално едноставно правиш тим и го оставаш тимот да се занимава со тоа. Крај, политиката не треба не ни разговара за тоа, во смисол зборувам за делот на она што науката го нуди. Сега нормално овде имаш финанси, да, тоа е нели, секако има спрега. Ама едноставно во старт мораше да се направи, претпоставувам тоа, имате независно, комплетно независно тело од било која партија, од влада, значи комплетно независно тело што од почеток врз база на своји искуства, врз база на искуства на други држави кои што пред нас имаа веќе проблем. И имаше и студии во тој период што реално покажа, иако беше премногу рано, покажа многу сигнификантни податоци. Што дел ги искористивме веројатно, ама дел и не ги искористивме. Ако претпоставам, ако буквално имаше комисија или орган или како и да е од исклучиво експерти во својата област, имунолози, не знам дали споменав, значи имунолози, микробиолози, инфектолози, да си ја тераат работата, да не јас и како општ лекар не се дрзнувам, не си давам за право, ниту не си дозволувам луксус да коментирам некои теми што мислам дека нешто мислам, туку реално се така, малку така. Пошироко. Да, ја тука би додал дека може да тај тим што се викаш само епидемиолози, имунолози, епидемиолози, да. инфектолози се. Тука треба и некои економисти да ставиме, дека некои неутрални економисти, пошто многу е поврзано, нели, лесно е да кажеме ај сега ќе седеме сите дома или сега вонаме тоа што прави на целата економија на ниво на држава. Мислам сигурно е огромен некој импакт. Ту секој случај не е лесна ситуација на кажу за у кој што може да бидеш ставен да се смогиш и не е работа што треба да води една политичка партија или друга политичка партија или некој, значи треба да биде како некој колективен напор, да речем, според мене. Да, веројатно. Според мене ниједна држава не се справи многу добро. Некоја држава се справи подобро, неголи друга, ама не знам, пример, според тебе што миш која држава во светот се најдобро справи со целата. Големата убава силна Америка сигурно не е. Јас тоа ги кажам моментално. У Северна Кореја има или 0 или -1. Види, која најдобро се справила, веројатно не да со Северна Кореја. Да, кој што тоа 1-0, 1-0. Не знам која најдобро се справила, не знам дали може едноставно така се каже. Да, Само по вакцинација дека Израел поради некоја причина е онака
мислам дека е пред сите, дури мислам дека ние уште доека ги добивме првите дози, веќе беа на трета доза. Добро, Некако ние беа во таму. тој дел Има набавено 7 вакцини по глава на жител, нешто така беше. Вишок. да, ние во тој дел секако знаеш дека нели специфични сме ние во многу погледи, но поентата ми беше дека еве ако не можам да издвојам која држава најдобро се справила, бидејќи тешко да се каже. Има држави со ниска стапка на смртност. Мислам дека е Норвешка со многу ниска стапка на смртност. Ако се оди по тоа, бидејќи на крајот излезе повторно тоа што е науката. Значи не беше проблемот колку ќе има болни, Туку ќе има смртност. да. Значи тоа е сега, ако не знам која најдобро се справила, знам дека ние сме меѓу земите што веројатно најнеефикасно се справивме и се надевам дека од тука ќе извлечеме многу поуки. И треба да не биде мотивација за тоа треба да не биде мотивација. А не само да збореме. Мораме да го искористиме како да, значи еве како да кажам, мораме многу повеќе да вложуваме во образованието. Значи образованието е, мислам дека е една од главните алки што допринесе за потврлување. Ово не го мислам само за медицинско образование, значи ти сам кажа. Овде имаш економски, социјален дел. Општо, буквално општо. Значи нема аспект кој што не е допрен од оваа криза. Така. И сметам дека поради слабостите во образованието потврлуваме во еве и во текот на пандемијата не правиме нешто во ниту една фела. Ако погледнеме, немаме нешто што, како да кажам, се издвојува. Каков придонес имаме, еве колку студии имаме направено, колку не мора само, пак ќе кажам, не само клинички студии, пример за пациенти кои што прележале, биле хоспитализирани и слично. Економски студии. Да. Значи, мислам дека дури тие студии, бидејќи секако во некои земји и тоа како има разлика во тој дел, дури мислам дека и ни тоа не го користиме соодветно и доволно. Ни тоа што од надвор некој веќе го направил, да го употребиме. Така што да, се согласувам, ова мора да биде значи никако демотивација, ова мора да биде мотивација. Баш. И тука сакам да посочам дека потенцијал има огромен. Значи, еве јас тој дел не го кажав, значи сум работел и со студенти на Универзитетот Гоце Делчев факултет за медицински науки и како демонстратор и како волонтер. И сега значи поминав, работев со студенти на вежби по физиологија, неколку генерации и реално има студенти со огромен потенцијал. И тоа не се малку студенти. Тоа не се малку студенти, јас мислам дека многу од нив и пред завршување на студиите би можеле да се справат со предизвиците во праксата. Браво. И ќе биде огромна штета. Ако ги изгубиме. Да. Не во смисла само да не избегаат во странство. Некои што ќе не избегаат во странство и ќе се вратат, ќе придонесат. Проблемот е да не продолжи средината да биде ваква каква што е. Демотивирачка. Како да кажем? Реално средината е направена повеќе за другата група да помине подобро. Не, значи сметам дека најдобрите студенти во оваа средина губат. Така. Да, мислам дека тие губат во оваа средина и ако не кај сите, кај половина
можете да го убиете потенцијално. Во секој случај, да, тоа е најстрашното нешто и мислам најголемата загуба да не го убиеш потенцијалот кај некои такви капацитети или некои што се надпросечно, пример. Не зборувам само за интелигенција, онака што викаш што се добри, што ги бива за нешто. Тоа ќе биде најголема некоја загуба и мислам дека и самите студенти не треба да се откажуваат, не треба да се демотивираат, треба да одат и против, да речем, некои системи, против некои Не смеат да паднат во духот, тоа е најважно. Да, Бидејќи ако заминат, пак ќе кажем, е помалку страшно, Да. нека се реализираат. Да. Нека се реализираат Така. и подобро Така. и Така. барем некој од нив да се вратат ќе биде секој пат. Да. Проблемот е да не паднат во духот, а мислам дека тоа се случува. И тоа би било најтрагично нешто што Нема, мора да такво мислам луѓе како тебе мора да постојат некако да ги мотивират, кажи го самите Јас сум се уште на почеток на кариера, ама еве ајде ако можам нешто. Демонстратор, да. Да, ама еве ако можам нешто да инспирирам некој, еве Да. нека биде Нека книгата што дека што се пак може, ќе кажам, дека се професорот ми даде шанса да работам со него и ми е огромна чест и Да. и голема благодарност. Значи јас ви гарантирам дека да имате средина каде што вакви дела ќе ги наградува. Инаку само да споменам, значи реално огромен интерес има за книгата, ги надмина нашите очекувања. Стварно. Да, ни ги надмина очекувањата, но сметам дека мора многу повеќе да се чита. Не мора Да. ова книга, значи мора многу повеќе да се чита во Македонија. И еве, пак ќе кажам, значи ако некако можам да инспирирам некој, нека биде еве ова дело, затоа и го кажав како Така. сметам дека ми е можеби најголем успех, бидејќи сметам дека за нешто да го квалификувате како успех, мора да е нешто што е општествено И корисно. мора да донесе некој придонес. Ако нема придонес, то не е ниту личен успех. Така. Значи, успех би бил само во случај кога е општествено корисно, кога ќе инспирираш некој. Јас ви гарантирам, ако се направи средина за тие студенти да ги наградувате, да ги мотивирате, ќе има безброј дела вакви и многу подобри. Да. И многу подобри. И така треба. Таа е некоја идеја кон тоа што кон кое што треба Да целеме, да. Мислам и не само у твојата област, туку и сите области. И мислам дека малку фале секаде некој што прави надпросечно, некој што излава од самото рутина, некој студент што се залага, мора на некој начин да се цене. Сега оставено кај нас голем дел на професори и на се. Мислам дека да речеме на порака од младите студенти дека вие сами треба да бидете свесни за тоа што го работат, што сакат да постигнат и што викаш да со такво некое дело или со дали може да напише некоја колумна, дали може да напише некој дали за некој интервју нешто или книга ќе напише или било што или некој начин ќе се спонира или секој тоа што го сака, што си го работи да си го споделува, да инспирира некои други малку да се што викаш да се направи некоја атмосфера на позитивно споделување на не само личен туку и за општествен успех. Мислам дека ако колективно малку сите живнеме на тај дел професионално да речеме напредуваме, мислам дека може да се отформи некоја атмосфера на како колективно да одеме напред, а не само да гледаме индивидуалистички кој што направил, кој колку плата земал, кој кај работил, кој колку каква кола возил. Да, мислам дека тоа е единствениот начин. Да. Тоа е единствениот начин. Ако реално јас сметам дека средината што и моментално и наназад, ако гледаме, сметам дека е непогодна за најдобрите студенти. И не само за најдобрите студенти. Ние имаме и реално и одличен докторски кадар, не само докторски, значи сите здравствени работници, кои што во пандемијата помина многу тешки денови за нив и за нивните семејства. Значи тука буквално влегува секој здравствен работник. Така. Нема Тука треба малку и владата да се малку повеќе да се активираше со некој колку беше 10% или беше 15 или проценти некој зголемување на плата здравствени, што требаше да биде сите тие некои пари што беа останати или нешто што тоа требаше да биде
тука требаше да се активира, тука О, требаше да се мотивира. ова беше Не моментот. 15, не 50, 100% по-голем плата, повеќе слободни денови. Не, Треба буквално да се- 100% минимум. Сите што може да додат на пракса да ги пушташ, Апсолутно, да имат, да апсолутно. ги наградиш, да ги даеш, каже го при Да се регрутираат сите студенти што се сите годините што што можат- посетуваат пракса. Да, што може да се регрутират, да може за да може да го менеш кадрот, значи не е само да дадеш поголем Така плата, е, ако некој така работеше си пол дена како здравствен работник, ти ако сакаш кокала, сакаш плата го дај, тај човек ќе го уништиш. Така е, Значи значи да може да работи 3 дена, 4 дена работно време, да се мене, пандемија и невонредни услови се. Според мен ја мислам дека не се доволно наградени од страна апсолутно не, на апсолутно да не. кажеш, Мислам, отрасните работници, не знам за кај нас, за други држави не знам како е, мислам дека никаде не е сјајно. У секој случај никаде не е сјајно, никаде да. не е сјајно, у секој случај мислам дека тоа е нешто што обшествено требаше да се Ама за тоа мораме и ние како граѓани да бидеме свесни. Да. Значи тоа не е борба само на здравствените работници. Да. Значи за тоа треба да бидат свесни граѓаните. Еве клиничка болница Штип, значи еве не мора да одиме подалеку. Така. Здравствениот персонал на вистина помина не денови, значи години излезе ова, 2 години. Да. Поминаа многу тешки, значи да, ротирања, но сепак е многу мал ростерот и заради тоа се исцрпени, апсолутно не се соодветно наградени. Според мене, значи 100% треба да е минимум од кој што треба да се тргне. Да. Ова пандемијата требаше да се искористи како момент на пресврт. Да. Ова требаше да биде моментот што ќе донесе до пресврт во играта. А не Каде што наеднаш дали и во пандемијата и се види улогата на здравствените работници. Значи може да се зборува како сме ние поминали, ама тука здравствените работници последиците што ги има оставено не се спомнуваат. дадоа се од себе. Системот е таков како што е, ама реално И мислам дека уеднина треба некаков бенефициран стаж или нешто да има. Апсолутно, тоа некакво мерка ако не ама сега, тоа треба- не е касно, мора неко тоа мора да се тие работи, мора еве уште е пандемија, уште. Значи овој момент мора да се искористи како пресврт во тој дел, значи да се смени начинот на кој што општеството ги наградува здравствените работници. Значи не е само работата да гледаме кој е политичка партија на власт или кој е министер или кој е. И тоа мора скроз да го исклучиме. Значи не е само тоа, значи до самата општествена свест, како што кажа. Значи не е Да, граѓаните мора да бидат не свесни. се власта, не е битно сега кој што како. Уопшто, значи до самите граѓани и мислам дека тоа е прво и најбитно општествената одговорност, ако сакаме да продолжиме да екзистираме како општество, пошто не можеме се да оставиме така да се тече гале, мислам може, ама полека си одеме у деклайн некој кажем некоја регресија и мора нешто да превземе за малку да го живнеме. Јас сакам малку да живнеме на некој таков начин да многу ми е мило, затоа ти викам, затоа го имаме подкаст, сакам да зборам со некои луѓе што се амбициозни, што имат некои замисли, што имат некои мисли, мади и да се луди. Технолите мора некаде да се почне Да, за ако некоја пред 2 години го зборевме, ова ќе беше Да. лудо да. Да, баш така. Значи пат ти цели кон 100, ама дојде до 80. А ако не целиш ни до Апсолутно До 100, е, никога тоа нема ми да е, тргнеш тоа ми и од мене тоа, е една од животните филозофии. Цели кон 100, стигни Да. до 80, нема проблем. Да. Воопшто Нема проблем. Или цели кон 10, положи го испитот. Да. Нема проблем. Значи ти си дал максимум. Кој беше онај shoot for the stars или нешто такво, shoot for the moon, even if you miss it you'll hit some star или нешто такво беше као некоја изрека. Небитно, нешто тај стил беше филозофска некоја. Да. изрека на тоа. Горе долу филозофијата е таа. Сега што сакав да кажам во тој дел, значи најголемиот страв тука ми е да не се убие духот на студентите што имаат огромен потенцијал, реков дека не се малку, и тоа и мора, не е тоа само проблем на системот што ги поставува работите. Значи тоа е проблем на сите нас. Така. Ако не сега евентуално. Да. Значи реално во таа група на студенти, тие што заслужуваат повисока оценка си ја добиваат повисоката оценка. Не сме така, доколку има таму отстапки. No, не сме.
Тука е, така се убива духот. Беше пред некое време читал некој беше пишал статус, дали беше некоја жена или некоја професорка, мислам дека медицина, дали некој пробал да фане врски за некое дете за сејат. Некој факултет, на економски, на драмски, ништо против тие факултети, значи да се разберем погрешно, се убаво. Ама круцијално нешто како што е пример медицината, дури и правото и некој правен да положи, значи не е толку многу страшно. Страшно е и тоа. Ама у некој факултет можеме да издвоим медицината, значи од посебна категорија. Само се вика факултет, значи ја мислам дека од посебна категорија не можеш да ставиш во исти кош ни со музика, ни со драма, ни со уметност, ни со литература, ни со ништо друго. Значи тука работиш со човечки животи, значи ако сгреш нешто другите професии, полесно се оправа, тука можеш да убиеш пациент или да знаеш да лекуваш. Знаеш што е што мислам во овој дел? Значи да, секако дека нели има степен на одговорност различен. Ама ако принципите на нас ни се такви, на било кој факултет ќе не бидат такви и таму. Чи тоа е едноставно е. Мислам, приказната е многу проста. Да, и ја прочитав некој статус. Ја го сватив статусот како да не се мојата порака ќе биде бил сум јас на научен факултет, гледал сум го јас тоа, гледал сум врски кои се фаќаат, гледал сум јас сум бил на некој начин дискриминиран, нема да улам тоа. Сум се нервирал, малку ми е сметало само, тоа е било прва, втора година, веќе трета година, веќе сум сванал, чекај малку. Јас си гледам за мене, некој друг си гледа за него. Значи јас си гледам за мене, дури и таа нека оценка што ќе добиеш ако некој пат е пониска или нешто, треба да гледаш ти што сакаш, ти на ке целиш, ти што ќе добиеш. На кој начин ти можеш утре да промениш општеството. За тие што си фаќаат врски или да кажеш се минат некои други начини или не столку тие секако не учат за нив или за нешто. И не треба да едноставно тоа треба да се разграничи, да си гледаш за себе од тај смисол, нели не дека е фер или се, ама ако сакаш да се бидеш концентриран и фокусиран, тука не знам дали зборуваме за истиот статус, видов и јас статус и ја го сватив како тој статус како апел до родителите. До родителите, да, беше, да не е баш така. Да, можеби, значи дури имав таму некои коментари од еден колега кој што многу го ценам, значи зборот беше ја така го сватив. Да, може да има моменти што звучеле вака или онака, поентата беше дека доколку тоа не е проблем во студентите. Значи студентот на 18 години доаѓа на факултет, реално нашето средно образование не е така профилирано за ти на 18 години да знаеш точно што сакаш. Да бидеме искрени. Да. Значи доаѓа на факултет, системот каков му се нуди, таков е. Не може студентот да го ремоделира системот. Тргнува, нормално ако има некаква линија на помал отпор, ќе ја искористи. Значи не може вината воопшто да се бара во студентот. И токму тоа ми беше проблемот е проблемот е пак во системот, не е спорно. Образованието некој зема плата за да го изгради. Да. Проблемот главно е не е поентата да го амнестираме системот. Самиот почеток самото. Ама зошто кој и онака е многу фрагилен, кршлив, зошто и тогаш да бидеме себични. Еве ако беше апел до родителите, беше апел и ја мислам дека сме сите свесни за тоа, не може да имаш суета што ќе ја задоволиш на таков начин. Едноставно така ги отстрануваат најдобрите студенти. Значи и онака слабиот систем така го дотепуваме. Тоа беше поентата, мислам. Значи апсолутно кривицата никако не може да биде во студентите, значи секој човечка природа е едноставно, значи доаѓаш во систем што веќе некој го изгради. Убаво што викаш линија на помал. Да. И тука таа мислам дека тука повторно доаѓаме до свеста на граѓани. Значи едноставно е. Приказната е многу едноставна. Секој родител знае не дека тој треба го запише на факултет, фала Богу дека не, нели? Секој треба да се одлучи. Ама како да кажем, притисоците се веројатно големи, едноставно
Не, ќе мора многу радикални промени. Многу радикални промени. Мислам дека ќе бидат и болни. И се болни, еве еден статус што може да предизвика. Значи, и доколку некој се реши да се позанимава со тоа прашање, да ги реши проблемите, ќе мора да биде спремен на многу лични загуби. Да, дефинитивно. Тоа би било голема жртва и јас, од друга страна, ние можеме да бидеме тие што ќе решиме. Еве да тргнеме, еве родителите нека тргнат од тоа дека да не бидат себични. Значи, мислам дека е едноставно приказано. Некогаш некои работи, иако фала Богу, нели, ќе ги испратиме, критиката ќе биде на адреса на тој што зема плата, што треба да го среди тоа, не го прави, сепак и од нас зависи. Дефинитивно. Сакам само да завршам малку на позитивна нота, дека и покрај сето тоа излават некои индивидуи како тебе. Излават индивидуи што без оглед на се протуркале. Излават индивидуи што покрај такви некои препреки, сопки, нели, пречки, да ги речам, исторкале се на другата страна од тунелот. Излават индивидуи што се пригрезале заби и што се го поминале тешкото и на некој начин тоа ги стврил човек и нели, баш ги стврил човек и дека се видели на кој начин функционира примерно реалниот свет или како функционира, пошто нели кој излаваш од факултетот, зашто некаде во реалниот свет и видиш дека се малку поразлични некои работи. Мислам дека има простор малку и за мотивација, има простор малку да се инспирират, каже го луѓето, дека не е се така на некој начин црни, дека излават па некои индивидуи како тебе, млади, успешни. И како тебе. Што имат и што се и автори, пример, нели, што си постигнале некое ниво, некој настан, нешто за личен успех, пример кај тебе се манифестирало како книга, кај некој ќе се манифестира како научен труд, кај некој како запослување или некој да речем некаде пракса отидела некоја убава, каже го, убава клиника или на страна отидела добила некоја привремена пракса или на некој начин. Моето е дека што потешки работи миниш, толку тоа те прави појак човек и појак како индивидуа и дека секоја потешкотија таква некоја, секоја препрека, се што сопнува, се што сака да те бутне, на крај стварно само може да те направи посилен, ути си минал нешто што може некој друг не е го минал и созреваш. Така да, мојата порака е, знам дека медицината е исклучително тешка поле, че јас не сум работил во медицина, јас сум работил во хемија, сум работил во биохемија, допирни точки сум имал некаде со биологија, со медицина, ама знам дека е исклучително голема обимна наука, мислам, дел, да речем, каже го, вештина, и мислам дека дефинитивно треба да се протурка низ се што е, низ целиот ваш, да речем пат колку е 5, 6, 7 години за факултето и дека не смееш да дозволиш ништо да те мотивира, да те демотивира поточно и ништо да те бутне ути покрај секој систем, покрај секакви мани, покрај секакви грешки, покрај секакви пропусти што викаш во системот. Еве излава некој индивидуал пример како што е како тебе, сигурно има и други примери од твојата генерација пред тебе и после тебе. И треба да се целе па да се биде некој вакво или по уште по-високо ниво. И мислам дека ако нешто е излезело, и ако некој е станал, да речем, на дојдело до некој ниво, докажано е дека се може. А тоа е најбитно це. Дека се може. Дефинитивно се согласувам потполно, само што поминуваш низ многу сериозни препреки, нема дилема тука апсолутно. И веројатно те прават посилен, ама проблемот е што препреките никош не прекинуваат. И никогаш нема да прекинат. И никогаш нема да прекинат. И сега никогаш нема да прекинат. И апсолутно сигурно има. Јас мислам дека во Македонија има сериозна бројка на луѓе што може да поминат секакви препреки и да направат сериозни работи. Ама она што ја
се обидов сега да го проблематизираме, да, значи тие ќе најголем дел од нив ќе поминат, ама ние треба се потрудиме да не ги оставиме само со тоа. Да не ги оставиме да морат да поминат низ. Сами. Значи некаде мора и да се, значи има моменти кај што се крши. Има моменти кај што некој може да се скрши, веќе ги споменав. Особено сега во современо општество има многу проблеми кај луѓе за кои што можете да кажете со се задоволни, имаат се, страдаат анксиозност, депресија, значи мораме да го прилагодиме, тоа најмногу од нас зависи, значи да го прилагодиме системот да и помогнеме во таа битка. Значи без помош, затоа што може некој ќе стигне може ќе станува се посилен до 35-та година, после 35-та ќе се скрши. Имаше, сега не се сеќавам дали беше за Че Гевара, некој хипотетичко сценарио, нели, после неговото, после убиството што му е направено, фактички, као хипотетичко сценарио каде што тој се обраќа некому и му вели, му се обраќа на убиецот и му вели фала што ме уби. Ако после, мислам дека 43 години живеел, не сум сигурен. Може грешам. Фала што ме уби, ако продолжив да живеа, може системот ќе ме скрши. Може ќе си ги напуштев идеалите. А вака е останал символ. А вака останав до крај на тоа. Значи, има многу поучни филмови за тоа. Dark Knight, например, каде што имаше некоја теза дека луѓето се добри или се слободни, се додека доволно не ги скршиш. Некој повеќе, некој помалку. Така што мораме да си помагаме. Да. Мислам дека од нас зависи. Од нас зависи целиот прогрес. Да. Ништо. Фала многу, Стефан, што дојде на подкаст кај мене. Извини, на мога што дојде. Мене беше исклучително мило и мислам беше ми чест и да зборам со тебе. На малку на подетално. Да знаеш дека ќе ја прочитам книгата, благодарам јас сакам да се заблагодарам за книгата и пак ја прочитам посветот што им пишувано. Ќе пишува благодарност за поддршката на еден млад интелектуалец со многу светла и напреднак. Тоа е иначе прва книга или втора книга мислам, втора книга што ми е дадена со посвет. Така да од кој ќе ја прочитам, има се едно местенце ќе се стое кај прочитана литература, кај што ќе се ревидирам и еден ден ќе речем ова е првата книга на Стефан. Ја посветена е, гледаш ли го тај главниот доправител што е на кризи. Од него е оваа книга. Види, искрена е, посветата е искрена. И јас пак ќе ти се заблагодарам, бидејќи искрено откако објавив книгата, тоа е јуни, 13 јуни 2021 објавивме. Да, професорот имаше гостување, не за волја на вистината, значи го поканија во неколку емисии за книгата. Јас прв пат имам можност да зборувам некаде за книгата и јас ќе го паметам ова како прво мое појавување. Мило ми е што имава шанс да... И искрено многу ценам поддршката и еве тоа е тоа. Твојата поддршка, кога би ја пружеле, не само за мене, мислам, за секој што ќе направи нешто, ќе создаде нова вредност, така да кажам. За секој што ќе создаде нова вредност, поддршката од тебе, поддршката од некој друг, многу значи и е моментот за кој што зборувавме. Значи, тоа е средината што луѓето ќе ти ја овозможат за ти да правиш повеќе. Секој помалку. Од секој помалку. Мора да биде ветергруп може да биде промајка. Еве, ова може изгледа малку, мене не ми воопшто малку. Јас искрено многу оценам ова и сум многу благодарен. И се надевам дека ќе како граѓани ќе успееме да создадеме средина, бидејќи има многу потенцијал. И ако веќе ја имаше таа општествена средина овде, јас ви гарантирам дека многу од студентите на медицина ќе имаат досега многу научни трудови поврзани
со пандемијата. Можеби да, студенти како студенти, можеби ќе открие некои клучни работи, бидејќи се надевам може уште тоа само да го споменам. Значи, и мислам дека тоа еве на почетокот кажав што мислам како требаше. Тоа е моје мислење, скромно мислење. Не сум јас ниту во ситуација нели да кажам стратегија. Ниту треба моментално. Но ако тоа беше првата теза како да се тргне, сметам дека веќе помина доволно време за во Македонија посериозно да се заангажираме да направиме анализи. Мислам дека недостасуваат анализи. Сигурно ќе најдеме некој интересен податок со кој шо. Мислам дека доволно ќе биде, не мора да бидат многу спектакуларни анализи. Станува збор за анализи, еве имаме толку и толку стапка на смртност. Да видиме што точно има главна причина за смрт, има непосредна причина за смрт. Така. И во тој дел нели се наведува како компликација од коронавирус. Да видиме што точно била компликацијата. Така. Да, треба да искористиме од странство податоци, горе-долу веројатно нема бог знае какви сигнификантни разлики, но во тој дел мислам дека можеме многу повеќе. За нас да се знаеме. Ама тоа може многу да промени во пристапот понатаму. Може многу да промени. Сигурно. Се наведуваат, значи може да бидат многу причини. Не знам, белодробен едем бил крајната причина, пример. Така. Може ќе поврзаш со пример, може ќе поврзаш со аерозагадување у некои подрачја, у некои градови, може да има некоја поврзаност. Апсолутно. Разлика помеѓу пол. Како поминуваат мажите, како жените, зошто едните вака, зошто другите така. Или пример, ова само размислување, значи мислам дека нема не би требало воопшто да биде било каква штета. Значи буквално ова за жал во Македонија науката е на последно место. На последно, и за тоа не е крив персоналот никако. Воопшто немаат услови да работат, никој тоа не го. Едноставно тоа науката е игнорирана во Македонија. Ја тоа да викам, треба атмосферата да се стегне. Атмосферата, значи и награда, значи јас сум исто реков веќе и докторите што работат и тука и кај нас во Штип и во Македонија имат и таму има многу сериозно одличен кадар. Така. Кој што може многу да придонесе и во научниот дел. Ама како кога еве во пандемијата рековме поминаа толку, што поправо? Кој е на крајот наградата? Значи, тоа се сериозни прашања што треба. Тоа се вистинските прашања. Од друга страна, прашање што еве не се третира. Мислам дека на ниту еден медиум не е. Единствено професорот го разработи и го отвори. Порастот на општата смртност во Македонија. Не само поради ковид. Има пораст поради ковид. Вклучувајќи го и ковид, ама и другите причини. Има пораст од 2019 кон 2020, од 2020 кон 2021. Ко стагнирано цело општество кој што нема луѓе што да сканирање за рак, за болести. Ако се сеќавам добро ти спомна, има и колатерална штета во целиот. Ајде да видиме која е таа колатерална штета. Луѓе што не се биле на регуларен прегледи, на матични прегледи, на кардиоваскуларни малени заболувања. Да, кардиоваскуларни. Да видиме зошто е тоа така и зошто, значи има сериозен пораст во бројката. И тоа треба да биде топ тема, не во смисол да се направи паника. Не за да се направи паника, доволно беше. Туку за да не го игнорираме вистинскиот проблем. Ние се занимаваме со многу поминорни проблеми. Така, реално гледам. Значи, тоа е многу сериозен проблем, а ние го игнорираме. Мораме со тие работи се позанимаваме, затоа мора се направи прва атмосфера, како што кажете. Значи, за да се работат тие прашања. И како што реков, анализи, се спомнува веќе споменав, значи определени причини, дали настануваат секундарни бактериски пневмонии како компликација. Некои споменуваат цитокински бури, дај да видиме, има, нема. Така. Ако има, како сме ја потврдиле?
то мораме да знаеме во тој дел, значи, а тоа може да се одработи доколку се направи атмосфера. Вака и вака малата бројност на здравствен персонал не може да постигне. Преплавени се со работа. Мора да се направи атмосфера и тоа да се дознае за Малку. Јас сум сигурен дека доколку така се работи, дека ќе имаме многу подобри резултати. Види, во е главната причина зашто сакам да зборам со луѓе како тебе, пошто има толку многу идеи, толку многу се на место, толку многу имат амбиции, толку сакат да стварат атмосфера, така да мислам дека има многу други, мислам само околу овие нали што треба да ги правиме или околу секундарни компликации или други причини за смрт, поврзани, неповрзани, посредни, непосредни со ковид. Толку многу има за зборење што мислам дека може уште цела една епизода да снимаме друга за ја мислам дека ја искрено мислам дека многу работи остана и не кажани. Ама па тоа е секогаш ќе има. Да. Секогаш ќе има. Ништо, секој случај благодарам многу што дојде. Да не навлегуваме многу детали, ќе оставиме за некој друг пат. Малку сакам да разграничиме околу ковидот, за вакцините уопште ништо не спомнаме, за ефикасност, за кажу го сайд ефекти се ово, но многу има таму за зборење. Има тоа се тоа се Да. цели книги се тоа. Да. Ќе го оставиме да некако да ги сумираме тие книги за Да, и подкаст. само за крај ако може, значи Да. јас не случајно овде. Да. После значи страната каде што е посветата, на првата страна со професорот не случајно сме ставиле неколку цитати. Добро. Мене ми е омилен овој првиот. Добро. Инаку како дојдов до идеја за овој првиот? Во време во почетокот, не за времето, на самиот старт кога се насетуваше, нели, како ќе се движат работите, ја прочитав книгата Чума од Албер Ками. Аха. Албер Ками ми е инаку еден од омилените автори и можеби филозоф. Средношколови Странецот. Да. Нели филозофија на абсурд. Така. Тоа работи филозофијата на абсурд и мене ми се многу допаѓа и како филозоф, иако тој вели иако животот нема смисла или е абсурден за живење, сепак вреди да се живее. Сега може во дел да не се согласуваме нели со тоа, но и дури и во такво црно сценарио сепак вреди да движиме напред. И цитатот е следен. Вели чумата што пустоши, значи книгата е Чума, Албер Ками, Чума, 47 година. Може да се направи некаква аналогија, нели? Да. Чумата што пустоши по градот само е голема метафора за болеста на векот што се шири како незапирна стихија. Од ова ако не извлечеме поука и лекции, мислам дека многу ќе промашиме. Значи гледаш каква поента влече. Дека тоа што се случува со чумата само е метафора за болеста на векот. Значи што се имал да каже околу тоа. Браво. Така, Супер. И јас сакам пак да ти се благодарам, значи прекрасно. Ми беше и многу комотно. Мислам дека си направивме одличен разговор. Да. Ти посакувам многу среќа. Се надам, уште еден пример, значи доколку сигурен сум дека ова идеја која што веќе ја спроведуваш. Ова што ти го правиш со подкастот, веќе реков, значи многу модерен начин на остварување на замислите. Се надевам и верувам дека ќе прерасне во голем проект, бидејќи мислам дека ова е еднината, еве и моја поддршка за тебе, како што ти мене ме поддржа. Треба не само мене да ме поддржат и други општествени чинители, ако така може да се каже, што создаваат нова вредност. Треба и таквите интелектуалци како тебе да ги поддржи. Ова е од корист на ќе биде од корист за граѓаните, твојот труд да стане голем проект. Благодарам. Надевам се дека така ќе биде и дека ќе ни се враќа горе-долу колку уложуваме у нешто кое што сакаме. Така. Дечки, фала многу што не гледате,
Хвала много, че следите. Малко се задържаме. Поздрав въобще. до гледачите Да, од мене поздрав и до гледачите. благодарност. Малко се държаме, но нищо страшно. И беше обава едукативна, кажеха мисията. И се гледаме. Чао!